Веста која рано утринава прострои и низ собраниските ходници ги обедини и власта и опозицијата, онака како што Тоше ги обединуваше сите, без разлика на вера, пол, години, возраст и што уште не. Со едноминутно молчење и пратениците во македонскиот парламент му дадоа должна почит. Денес сме потресени од тажните вести што ги добивме. Денес во сообраќајна несреќа почина најголемиот бард на македонската забавна музика. Ве молам за едно минутно молчење. Слава му. Болката е преголема. Остануваат само сеќавањата и аманетот што ни го остави Тоше. Еве ја и изјавата на поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан. Живеста за трагичното загинување на ангелот на македонската песна, на Тоше Проевски. Македонскиот народ, љубителите на песната во Македонија, на Балканот, па и пошироко, ќе повторам, изгубивме вистински ангел. Тоше беше роден да пее, роден да сака, роден да биде хуман, да ги сака луѓето, да ги сака сите. Утрово го изгубивме и останува да речам дека Тоше ќе остане да биде ангел, зашто во сите овие негови години во кои пееше, во кои настапуваше, во кои се однесуваше и живееше, беше тоа. Македонскиот народ, Македонската православна црква ќе изгубат во неговата личност човек кој ја сакаше црквата, го почитуваше Бога, ја живееше нашата православна вера. Останува да се молиме за него, неговата душа, Господ да ја насели најблизу до ангелите, меѓу праведниците, зашто Тоше тоа, верувам, и го заслужи. Веста рано изутрината што простори на собраниските ходници ги обедини и власта и опозицијата и новинарите и собраниските служби. Шок и неверување понекогаш зад скриена солза се реакциите денеска од законодавниот дом. Велат загубата е недоместлива. Замина најголемиот, замина најталентираниот и најдобриот. Цела Македонија загуби и повеќе земји загубија. Македонија загуби човек. Загуби човек кој знаеше да љуби и да сака, а тоа знаеше најубаво да го прави преку музика и песни. И старо и младо го сакаше. Немаме среќа со луѓе кои што се афирмирани надвор. Изгубивме еден голем уметник кој што не само што создаваше и чуваше вредности од културата, значи од музичката дејност, туку истите ги презентираше и надвор вон границите на Република Македонија. Национална трагедија или национална загуба секако. Со своите 26 години постигна многу повеќе некој што да живеел 3 живота. Тој беше најумилениот, најсаканиот. Не верувам дека има македонец, не верувам дека има човек на овие простори на поранешна Југославија и пошироко кој денеска нема да пушти солза. Мислам дека загубивме еден човек кој што најубаво ја представуваше Република Македонија. Болката е преголема, велат народните избраници. Остануваат само сеќавањата и амането што ни го остави Тоше. Земната љубов и добрината да продолжиме да ја шириме онаму каде што застана тој. Согласни се пратениците. А со одлука на владата на Република Македонија, Тоше Проевски посхумно е прогласен за заслужен граѓанин на Република Македонија. Владата предмалку одржа и вонредна седница.
Ja jednu državu ne poznajem koja se zove Firom, ja dolazim iz Makedonije. Znači važno, Jimmy White ne sam imao povukao.